Задоволен сум од одзивот, ја поздравувам акцијата. Мило ми е што постои колективна свест за овој проблем кој што го имаме во градот. За жал имаме над 70 вакви локации на територија на наша општина. Дури во секое поголемо или помало село, во руралните делови на градот се создаваат диви депонии. Апелирам до граѓаните на многу повисока свест. Оваа локација која што денеска ќе ја чистиме заедно со сите активисти, со помош на Армија на Република Македонија, невладиниот сектор, кумановски епшицијаши, јавното предпријатие Чистота и Зеленило и сите останати волонтери е чистена до сега 5 пати во рамки на мојот мандат. Апелирам до граѓаните и ги молам да не го изфрлаат отпадот непрописно. Имаме јавно предпријатие, доколку има потреба ќе се јават таму, во секој момент можеме да доставиме голем контейнер за габаритен отпад, за градежен шут, а дополнително и да се придржуваат законот за комунална хигиена и чистота, бидејќи на овој начин се уништуваме самите себе си. Уште еднаш ја поздравувам акцијата, благодарност и до медиумите што вака го пропративте овој настан и секако до сите активисти кои што земаат учество. Ова нема да биде последна акција, ова е една иницијална каписла, кај што сакаме во текот на годината да се обидеме максимално да го расчистиме, но и озелениме градот. Работиме со скромни средства, имаме предвидено во рамки на годишна програма за работа ставка за расчистување на диви депонии и дополнително, значи, ставка за чистење на речното корито. Ке чекаме водостојот на речното корито Кумановка да се намали, за да може да влезат градежните машини и оперативата да бидат исчистени, а дополнително додека чистиме на оваа локација на градскиот кеј, ќе се чисти денеска и дивата депонија кај Туш и дополнително ќе се чисти на локацијата на регионалниот пат, локација поранешен ресторан Ла Пунте, иако не е под надлежност на општината, бидејќи јавно предпријатие за државни патишта не ги одржува регионалните патишта соодветно, ќе мораме да интервенираме и таму. Но пак ќе повторам, никогаш не можеме да исчистиме толку колку што самите можеме да уништиме и загадиме. Затоа апелирам уште еднаш до сите да не го изнасаат и депонираат комуналниот отпад на дивите депонии, туку да се придржуваат до законот. Благодарам. We are Man at Mountain, this is Gordana, my name is Hannes. And we are running this project called Generalka Weekend. Ние го организиравме идејни творци сме на проектот Генералка Викенд. And за чисто како дома исто from the European Union. И за чисто како дома исто од делегацијата на Европска унија. And we are very, very happy and we're very honored. Многу сме среќни и почестени. That the municipality of Kumanovo. Дека општината Куманово is one of the 10 initiative municipalities е една од 10 иницијатори општини that take part in this wonderful project. Што зема учество во овој прекрасен проект. Which purpose it is? Чија цел е? To make life a better one. Да го направи животот на граѓаните подобар. We are collecting trash in 10 municipalities and for every 10 kilograms of trash. Во собираме отпад во 10 општини во државава и за секои 10 килограми собран отпад we will plant a tree. Ќе засадиме дрво. And this tree will be another tree and another tree. It will be a forest and this forest is called Sončeva Gora. И оваа шума треба да прерасне во гора, шума која што нарекуваме Сончева гора, дрво по дрво шума. And this forest should be a symbol. И треба да биде символ за and a monument for the Macedonian people. Зелен споменик за македонците. That they are able to recycle the trash of the past. Дека тие успеа да го рециклираат отпадот од минатото.
into a better and greener future. и да го претворат во подобра и поздрава и позелена иднина. So therefore we are very thankful for you all Затоа ви благодариме на сите вас that you're holding microphones into our faces. што ги држите микрофоните пред нашите лица. And some of you are really listening what we're saying, and thank you very much for everything. Ви благодариме. But now it's сега- Generalka weekend, Генералка викенд, да ги извалкаме рацете and let's get dirty and clean. и да чистиме. Само нека каже презиме која е организација. Ние сме Men and Mountain, тоа е фирма од Скопје, тоа е Ханес Јекел, а јас сум Гордана Манасијаска. Ханес Јекел. Да. Дали мислите дека ќе имате доволно дрва? Do you think Доволно отпад што ќе се собере низ Македонија? do we think that we will have enough trees, enough trash to plant enough trees from We- all the trash collected? We hope we have enough trees that we can plant enough forests to cover the trash. Се надеваме дека ќе има доволно дрва да засадиме доволно шуми да се покрие отпадот. Even if we manage only one tree, it's already a symbol of a restart. If every municipality is able to gather 10 kilograms of trash, even 10 kilograms, then we have 10 trees. Next year, И да едно дрво да е, сепак е некој почеток за некоја еколошка обнова и 10 килограми да соберат секоја општина, тоа се 10 дрва. next year we're going to have 15, 20 municipalities. If every municipality is only available, just manage to get one tree, then we have another 20 trees next year. Следната година бројот на општини ќе се зголемува, со тоа и бројот на дрвата ќе расте. So we already have 30 trees, and if we go on for this for 10 years, I'm optimistic. Ако ова продолжи 10 во следните 10 години, ние сме оптимистични.